Златко повели и ти благодарам што си тука вечерва со нас. Добра вечер и од мене. Фала ви многу што и оваа година одлучивте да продискутираме за круцијални дела од филмската уметност, за кои што вреди и тоа како да се стават под лупа и да откриеме што е тоа богатство кое што го носат во спрега со филозофијата. Именно ова излегување беше планирано најпрвин да биде во облик на диалог, меѓутоа требаше да се реализира помеѓу мене и режисерот Милчо Манчевски, и неговиот избор беше всушност овој филм да биде тема на дискусија, меѓутоа во склоп на околности премина диалогот во монолог, кој што... Ајде ќе се обидам јас тука да парирам оваа вечер. Ќе бидеш и тоа како достоен за тоа. Само што помина процесот низ неколку перипетии, меѓутоа заврши со конципирање на едно обсежно излегување, кое што го насловив како будење насреде кошмар, односно обид за составување на сложувалката наречена идентитет, со тоа што ќе се обидам да направам едно по-далекосежно и по-разноврсно излегување, со тоа што не само што ќе пробаме да допреме до некои круцијални теми кои што се начнати од овој филм, ќе направиме една паралела со самиот роман на кој што се базира, ќе направиме една постмодернистичка спрега и со графичка новела, со која што има допир, меѓутоа ќе направиме една дигресија во контекст на горливи теми кои што сметам дека се актуелни и сметам дека се причината зашто овој филм го прават да биде интригантен за проследување барем во денешниот склоп на тоа што го знаеме како Европа ги третира своите и туѓите, што сметам дека е исто така една интересно проследување зашто овој филм е толку значаен да се прогледа. Ајде најпрвин да ја направиме таа жанровска дистинкција со оглед на тоа што има една спрега која се воспоставува помеѓу дела кои што допираат во тие маргини на жанрот, односно во дадената ситуација јас сум од тие поборници кои што се противат на кога квалитетни хорор филмови стануваат популарни да се наречат психолошки трилери. Тоа ми иде на нерви и сметам дека е една жанрофобија која што не смее да како таква да се третира, заради тоа што овој филм е на истото рамниште во кое што таа групација се ставаат и као The Lighthouse, и Mother, и Psycho, и Silence of the Lambs, и Hellraiser, и Seven, и Shining, и Hour of the Wolf, така што дури во еден момент сум слушнал дека во моје присуство се кажало дека и Пила, односно Со, е третиран како психолошки трилер, така што таа дискрепанца не би сакал да се воспостави, заради тоа што квалитетен психолошки хорор филм е квалитетен психолошки хорор филм и има една јасна дистинкција помеѓу психолошкиот трилер и психолошкиот хорор, каде што од другата страна на равенката секако дека се на филмови како на пример The Game, Fight Club и Vertigo, кои што и тоа како може да си ја носат таа назнака, меѓутоа има една гранично пространство каде што со децении веќе се кршат копијата за и околу Seven и Silence of the Lambs на која групација припаѓа, со оглед на тоа што нема црно и бело и сиви се пространствата помеѓу овие комплементарни жанрови. Сметам дека елементи од и во еден контекст и во друг контекст може да бидат употребени, меѓутоа во никој случај не смеат да бидат исклучени, како што тоа најчесто се прави со таа бастардизација на хорор жанрот, така што тука сме за да го побиеме тоа. Во контекст на тропите кои што можевте да забележите, со оглед на тоа што се уште говорам за жанровските конвенции, круцијална е таа поделба помеѓу дали е тоа вистина што се случува или им се причинува на ликовите. Другата поделба во самите жанровски тропи помеѓу тоа дали станува збор за надприроден елемент кој што е во игра или па едноставно луѓето се злобни. И всушност од каде извира тоа зло, со оглед на тоа што ова се тие дихотомии кои што најчесто во жанровски рамки се дискутираат, а дека се тоа што го погледнавте е една измислица, е најкукавичкиот начин на кој што тие се реализираат од автори кои што можеби се плашат повеќе да се нурнат во некоја од овие проблематики. Така што најчесто овој филм ми се става во контекст како предвестник на The Shining,
односно како допирајќи до лудилото, односно во дадената ситуација до шизофренијата, со оглед на тоа што имаме еден магичен круг од кој што не може да се избегне и во контекст на самиот тон најчесто е паралелизиран со Don't Look Now и со Деликатесен, баш поради комплексот на апартманот, баш поради тоа што поставеноста на мистеријата која што се развлекува. Меѓутоа, изолацијата дефинитивно и тоа е еден важен сегмент. Меѓутоа, во рамките на жанрот има поделености замена на идентитет уште во Персона, во Mulholland Drive, во Fight Club, во Black Swan, во Perfect Blue имате. Во рамките на хорор жанрот оваа поделба помеѓу машкото и женското го имаме во Психо, во Sleepaway Camp и во Dress to Kill на Брайан Де Палма. Проблематиката на поделениот идентитет го имаме во Identity, во Split, во Sisters на Де Палма, во High Tension. Лудилото е третирано уште во кабинетот на доктор Калигари, така што едно 100 години постои оваа проблематика и додека сме во рамките на литературата, доктор Джекил и мистер Хайд не е далеку за оваа поделеност на оваа поделеност на идентитети што ја имаме. Со оглед на тоа што кога би се насочила дискусијата на каде се наоѓа овој филм на Полански, треба да знаете дека е помеѓу две оскаровски изданија, именно Станарот датира од 1976, претходно Полански во неговата кариера има оскаровец од Chinatown, бил во соработка со Paramount, имал 10 годишен договор, што денес скоро и да не постои помеѓу режисери и големи студија, и едноставно доаѓа до книгата која што Джек Клейтон, односно авторот на Големиот Гетсби, планирал со години да ја реализира, меѓутоа со оглед на тоа што бил инволвиран во работењето на Големиот Гетсби и Paramount ги имале правата за оваа книга на Роланд Топор и едноставно не ги реализирале во филм, Полански решил да ја земе, што всушност не е ни била планирана да биде составен дел од таа апартманска трилогија, а по снимањето на овој филм режисерите имаат потреба кога ќе бидат обседнати со одредена проблематика и одреден филм да снимат наредниот филм да биде нешто комплетно различно, заради тоа што сакаат да поминат низ еден екзорцизам, заради тоа што не сакаат да бидат затворени во тој круг, и наредниот филм е една периодична драма, односно Тес, кој што исто така е наградуван филм. Апартманската трилогија, како што Владимир ја напомена на почетокот на неговиот вовет, е составена од Repulsion, снимен 1965 година, кој што, за разлика од Тенант, допира повеќе до траумата која што ја има преживеано ликото од минатото и со помош на филмскиот јазик се екстернализира, односно се пресликува во внатрешноста на домот, со тоа што добиваме во Repulsion еден лик кој што го гледаме низ призмата на убиецот. Во тој филм, за разлика, например, дека Психо на Хичкок го гледаме од прилично Достоевски, злосторство и казна, е тоа манифестирано низ призмата на Полански. Вториот филм е Розмарис Беби од 1968, каде што домот е пресликан како еден вид на утроба, од кај што се раѓа нели Антихристот. Меѓутоа, ако правиме на паралела со самиот Трелковски и неговиот дом, може да посочиме дека има само место за еден Трелковски во него, од кој што ќе се извие од овој апартман. Така што, може би, најмногу е врзан со реалноста Станарот, за разлика од овие два филма, со тоа што и во самиот Тенант, заради тоа што е сниман веќе на крајот на една деценија во оваа спрега апартманска, ги имате рацете кои што пробиваат низ прозорците, кои што се аналогни на Repulsion, заради тоа што и таму ги имаме тие изблици на траумата кои што се пресликани преку рацете, кои што се пробиваат низ зидовите, и секако имаме друштвото на култисти, односно соседите кои што можевте да и погледнете, кои се аналогни и на раѓањето на Антихристот во Розмариното бебе, така што си поигрува Полански и самиот со автохтоно со самите негови дела, се ги реферира заради тоа што така тоа е личната димензија која што ја има и се става во таа позиција нели на криење во стан, што е аналогно и со многу негови други филмови. Еве на
прв ми паѓа и во последните негови остварувања, освен Пијанистот, кој што е можеби најдиректната алузија на самиот Холокауст, можеби Карнејдж е еден од неговите подоцнежни филмови, каде што имаме 4 лика затворени во еден стан и каде што нема бегање од соочувањето со проблематиката која што се премолчува, така што често во неговата филмографија се навраќа на оваа траума, ајде да ја наречеме, од неговото детство, каде што бил затворен во домот кој што не е дом, односно во објектот кој што не е домен. Сега, хорор жанрот истражува екстреми на човечката психа, до кои што другите жанрови не продираат. Како што можете да погледнете во филмот, значи тематизира стравови, обсесии, губиток на идентитет, параноја, така што од една страна при гледањето на жанровската кинематографија се соочуваме со нашата смртност, односно се соочуваме со тие мрачни пространства на душата до кои што не би можеле да ги погледнеме во другите жанрови, меѓутоа тоа соочување со смртта се прави на еден малтене безмеден начин. Често се реферира дека е слично на адреналинското будење ако се возите на рингишпил или ако се возите во рамки на некаква си безведна сфера, меѓутоа можете сепак да ги доживеете сите тие примални нагони кои што допира и единствено може да допре хорор жанрот во овие рамки и секако ја развива имагинацијата на гледачот, заради тоа што тука излегува потиснатото на површина кај него. Во научната фантастика има една теорија каде што протагонистот или е тој што е со здрава свест, а околината е таа која што е полудена, или тој е тој кој што е полуден, меѓутоа околината е таа која што ја гледа реалната слика, така што овие две тези може да се применат и на станарот во одредени рамки. Меѓутоа, една од другите изегези кои што мене многу ми се значајни во поглед на овој филм, односно тоа е девизата или ќе се конформираш или ќе се самоубиеш. Односно таа е дихотомија каде што индивидуата е ставена наспроти поредокот или заедницата, ако веќе сакаме да ставиме. Односно процесот на асимилација во приспособувањето, нели, да се задоволи таа околина и незините потреби со тоа што се губи своето јас, што подолго е Трелковски во самата зграда. Например, како што од една страна Малдер на Аронофски го реферирав, како еден од филмовите во кои што нема да можете да ги избркате гостите кои ќе ви дојдат во вашиот дом, кои што ви се непоканети. Како што не можеше Трелковски да ги избрка. Сите сме ги имале. Меѓутоа, индивидуата ги потиснува во дадениот случај на самиот филм незините емоции во јавноста, значи се себе негира, се замолкнува, дозволува тишината да зборува во незино име, го негира своето потекло, што според мене е многу важно за овој филм, заради тоа што е скоро непостоечко минатото за ликот, за кое што ќе се навратам неколку пати. И секако разликата која што Трелковски ја има кон другите, со оглед на тоа што Трелковски од неговото потекло веќе неколку пати е негирана потребата да биде француз. Заради тоа што од една страна, нели, во ситуација е посочен дека руско е потеклото, од друга се брани дека е со полско потекло, меѓутоа сепак дека е француски жител. Во погледот на комуникацијата треба да напоменеме дека има 4 фази во која што може да се наречеме тоа една индивидуа дека тоа што е, односно најправим тоа што се представуваме, тоа што сакаме да се представиме, тоа што нашата несвест го содржи и како не перцепираат од страна. Значи таа е таа целина која што може да ја наречеме во контекст на образување на една индивидуа. И во поглед на едно феминистичко проучување на самиот филм, на страна од Трелковски, налетав на една девиза дека Симон исто така е протерана, односно е неконформистката од заедницата, која што има потиснати нагони кои што не се реализирани во контекст на незината пријателка Стела. Така, која што била изложена за разлика од неа, без разлика на какви луѓе и се додворувале, меѓутоа во низ
таа феминистичка призма, едноставно општеството и во незиниот случај сакало да ја стави во наводници, земете го во колосек, односно да ја стави под контрола и индивидуата да не ја реализира до самиот крај. Така што и тука се воспоставува проблемот за дека и таа е отпадничката нормата и се таргетира тој родов алтеритет на непожелна другост, ајде така да ја наречеме, како уште еден лик кој што не бил прифатен од околината за незините индивидуални карактеристики. Малеска во еден незин текст посочува дека Трелковски за неа е вонземјанин, на кој што во секој момент му се заканува опцијата да биде иселен, така што домот му виси и таа закана ја искористуваат неговите соседи. Односно, без разлика на тоа што континуирано посочува дека јас не сум Симон, значи во текот на филмот го слушаме тоа како мантра го повторува, без разлика дали е во облеката која што ја носела Симон. Подсвесен е тој дека е странецот во самата земја, односно дека одбива да се конформира, меѓутоа во моментот кога ќе прифати да ги носи влечките, да го пие топлото чоколадо, да пуши Малборо на место голас, едноставно подклекнува на тоа што тој бил, со оглед на тоа што и си купува, веќе преминува тој камшик кој што го имаат соседите на него. Насоки кои навистина даваат еден значаен придон за целата прика. И дури самиот си купува Малборо, затоа што тоа веќе е подклекнува, да. Иако на почетокот тоа прифаќање на улогата која што е наметната Симон, ја сваќа како вие знам играта и ќе ја играм таа игра, меѓутоа во оној момент кога ќе свати дека околината нема да го одобри од негова страна одбивањето, мислам моментот кога ќе реши дека кафе сака да пие човекот, а не сака топло чоколадо, едноставно сите ќе бидат завртени против него. И шизофренијата тука ќе се реализира на максимално рамниште. Така што колку и да сака да избега од Симон, нема да може тоа да го направи, со оглед на тоа што заедницата си го бара тоа конформирање од негова страна и одржување, односно задржување на тоа статус кво, со тоа што промените не се добре дојдени во таа заедница, заради тоа што сите си имаат свое место најдено во неа и не сакаат да го напуштат. Сега, вресокот кој што го погледнавте на крајот едно протестирање, едно предупредување можеби за тоа двојникот дека ќе го загуби своето јас, така што во обидот на негово конформирање ги напушта пријателите, како што веќе напоменав, дури му даваат книги кои што ги поседувала Симон, така што своето јас е ставено на тапет. Како што Мишел Фуко не учеше дека каде што има моќ, таму треба да има отпор, најчесто одбранбените механизми кај Трелковски не се толку моќни за да може да се спротистави на моќта која што ја имаат пред се тие од околината. На површина и нема бегање од тој каузален след. Трансвестијата можете да ја забележите визуелно, каде што губењето на машкоста се преминува во едно идентификација со помеѓу родовите, односно со поставување на двојниот род, каде што женскиот начин е ставен во секундарен план кој што излегува од првичното јас, односно улогата на срамот има значаен удел во начинот на кој што преминува самиот Трелковски во Симон, каде што има потребата на прифаќање од страна на другите како една стигматизирана индивидуа со трансгресија која што го намалува јазот помеѓу своето и туѓото јас, односно наметнатото јас, односно таа Симон која што сакаат сите да ја видат. Едната е тивката страна, таа е покорната Симон, со која што тој ги презема незините ознаки, а другата е агресивната страна која што колегите ја бараат од него, пушти силна музика, одбивај тоа што ќе ти кажат соседите, така што е во таа спрега ставен на која страна да се заврти самиот Трелковски. Меѓутоа на крајот на денот подклекнува на култот, условно кажано култ ќе го напоменеме, каде што раскинува со старото јас. Тоа е јазот, го раскинува, старото јас се самоубива, новото јас и тука
се раѓа и самата депресија и анксиозност која што е присутна во овој филм. Меѓутоа, во контекст на променување на самиот пол, се уште Трелковски е Трелковски. Се уште словенското ски останува на крајот, така што очигледно дека не е комплетна оваа трансформација во контекст на лингвистичко рамниште, нели? Иако и на онтолошко, се. Меѓутоа, транзицијата ја прави најпрвин со облекувањето на женскиот фустан и без разлика на тоа и дури кога е облечен во женскиот фустан, одбива да прифати дека е Симон, така што има уште едно негирање. Покрај овој процес на трансформација, самотијата игра круцијален дел, со оглед на тоа што се исклучува ликот од заедницата и се доближува до дуплирањето на идентитетот на двојникот, кој што всушност е бегство од самотијата. И сега тука имаме еден магичен круг, односно самото соочување со двојникот ја засилува самотијата. Што па двојникот е символ на распаѓање на првото јас. Значи, двојникот не е прифатен од општеството и самиот лик е во конфликт со својот двојник. Односно, тука се образува алиенацијата на Трелковски од општеството поради нели тоа водење кон самотијата, кое што може да ја категоризираме магичен круг заради тоа што самата самотија во еден лик би решила да се подели на два дела за да не биде сам. Така што го иницира дуплирањето, прифатен од некого и од нешто, да. И тука е магичниот круг, тука барем јас го гледам магичниот круг заради тоа што да, подвојувањето ја раѓа самотијата, меѓутоа и самотијата раѓа подвојување, што е евидентно кај Трелковски, кое што води нели кај самоубиството, кое што од една страна може да го гледаме како точно, два пати се случува од проста причина што ајде ако се држиме до потеклото, првото самоубиство го самоубива полјакот во себе, а второто французинот. Така што ако веќе се го буквализираме и банализираме тоа, меѓутоа од друга страна па самоубиството мора да го третираме како еден краен чин на бунт, со оглед на тоа што во тој модус при соочувањето со двојникот самиот одредува дека смртта ќе биде негов начин на бунт против порамнувањето со позицијата во која што околината сака да го стави. Така што, иако е кукавички чин, сепак подлегнува на губењето на животот. Од една страна, тоа во ликот на Трелковски е индивидуализација, односно колку толку автентичен потек за раскинување со таа стега која што ја наметнува општеството, односно еден вид на обид за ставање на контрола врз тој детерминизам. Ако може така да го речеме, заради тоа што нели има предодреденост во функција, односно тука Расел мора да консултираме заради тоа што кога допираме до предодреденоста се извинувам, тука каузалниот след на причината и последицата мора да се стават во контекст и пред се каузалниот детерминизам, каде што нема бегство од тој предодреден чин на врзување со причината и последицата и прашањето на слободната волја. Колку има слободна волја Трелковски да излезе надвор од таа предодреденост да стане Симон. И тука доаѓаме до абсурдот, односно до неможноста да се разреши конфликтот со околина, односно со индивидуите, да се разреши конфликтот со индивидуата и на крај да се разреши конфликтот со самото јас, односно иманентниот конфликт кој што го има, кој што повеќето филмови на Полански допираат и до оваа проблематика на индивидуата која што има двојба во себе, односно не може да се соочи со гледањето во гледало, ако така може да се изразам со девизите на Лекан. Со тоа што доколку допираме до абсурдот, мора да искоментираме дека Алберт Ками исто така го разработува во Странецот и кај него е наглото струшување на општеството за разлика од тоа што свеста постепено доаѓа во овој филм за каде се наоѓа Трелковски, со тоа што Ками, например, не го оправдува самоубиството, но не го ни решава проблемот помеѓу индивидуата и смртта. Туку едноставно го
посочува дека е еден од начините да се стави крај на еден живот, така што проблемот не е се уште решен никај него. Меѓутоа, е револт самоубиството кон стигматизацијата и кон омалуважувањето кое што го преживеал, и од една страна имаме самоубиство на феминизираниот Трелковски, што исто така значи смрт за машкиот Трелковски. Така што второто самоубиство, да. Значи еден доктор Джекил мора да се самоубие за и мистер Хайд да биде отстранет. Да се задржиме на модерниот потфат кој што ви го посочив на почетокот на излегувањето, ксенофобијата, односно стигматизацијата и дискриминацијата која што еден пољак ја доживува во Франција. Тоа е сцената во полицијата, каде што е запрашан дали е руско потеклото или какво и да е. Тука Холокаустот и еврејското потекло на Полански и тоа како има тудел, со оглед на тоа што и на социокултуролошко рамниште, но и на едно автореференцијално рамниште, каде што и самиот тој ги преживеал тие трауми кои што злото на Европа го има наметнато. И тука само за кратко ќе се консултирам со Едвард Саид, кој што иако го третира ориентализмот, сепак допира до другост, до другиот, со тоа што ако во рамките на филмот го земеме Запад, Франција, тој што е доминантен, тој што нормативот го воспоставува, другиот во дадената ситуација, екзотичниот, односно протераниот, ќе биде тој со полско потекло, кој што секогаш ќе биде ставен на маргините. Секогаш нема да биде доволно вреден колку автохтоното население кое што со генерации живеело во Париз и едноставно тој е дојденецот. Тој е тој кој што ги има тие карактеристики на другиот, на странецот, на нетукашниот, кој што секогаш ќе биде нема да биде до крај исперцепиран како подеднаков, како рамноправен со останатите жители на Франција, и тука ќе биде таа стигматизација. Еднаш нели го прават грешка дека тој е питач, нели кога се појавува на една сцена, кога тропнува на вратата, не даваме милостина. Потоа стигматизиране како беќар, како ерген, како и ергените не се ништо добро, во кое што од секој можен начин се става во опозиција на другиот, на кој што треба да опонира на таа заедница, која што не баш толку лесно го прифаќа како еден свој, како составен дел од себе. Имаше елементи на кои што можете да забележите на хиероглифите, односно на ајде да ја наречеме модерната гробница, која што допира до египтологијата, односно до една своевидна зграда во форма на пирамида, каде што употребена е и мумификација, нели самото тело на Симон е балсамирано, ставено во завој, од кој што нели не може да се комуницира со разбирлив јазик, туку постои само крикот, со оглед на тоа што ако се држиме до египтологијата, за гробниот живот на таа транзиција помеѓу светот на постоечкото и непостоечкото, во Египет се третирал како еден начин на разделување на душата од телото и патување низ сите тие тестови низ кои што морала да помине, меѓутоа патот е буквално низ гробот, од кој што се поминува низ Тот, низ Озирис, се мери срцето, колку тоа било истрајно вистинито, колку било лојално, за на крај душата да се спои со оригиналното првичното тело и доколку помине сите тие тестови, да може да ги ужива благодетите кои што ги уживале боговите, за да биде прифатено. Така што од една страна тие хиероглифи, тие книги на смртта, сите тие амулети, символи кои што допираат, се еден вид на отворање на портите за преминување на другата страна, која што оваа зграда може да земеме како една метафора за тој продор. Да му дајде премен, да му даде премен кон другата. Да продре, да продре, да премине од другата страна на постоењето. Меѓутоа знаем Меѓутоа во денешна, зошто е важен филмот денес? Заради тоа што Европа до ден денес доселениците ги третира како второстепени и третостепени жители, колку и тоа на површина да се негира дека е така. Само како една аналогија за тоа ќе оземеме на Атанас Георгиев "Плати и жени", документарниот филм каде што на најдобар начин се прави една дисекција на австриското општество и како доселениците таму се третирани, така од една страна се посочува конкретно државите кои што колонизирале. Така што тие најчесто се во оваа ситуација ставени во позиција
другите држави да бидат гејткипери, меѓутоа тие се тие кои што и окупирале други држави, така што се враќаме уште еднаш на тој магичен круг кој што создава бегалци, односно создава жители кои што бегаат од нивната биографија, се самоодрекуваат, на автонегација прават на тоа што биле, само за да можат да бидат составен дел од овие модерни општества. Како што малтене тоа и го гледаме и преку Трелковски, кој што се негира себе си само за да не пречи на околината, да ги облече неговите папучи и да не прави буна. Во поглед на идентитетот, односно гледаме еден подстанар на туѓо тело, кој што плаќа кирија во неговата глава, односно ако ги земеме стадиумите на тоа што една личност ја гради во хоризонтала, тоа што Трелковски бил, скоро ништо и да не знаеме во овој филм. Не знаеме од каде доаѓа, не знаеме што е, како адхок да се родил, како да се родил вчера и да влегол во станот. Така што на другите само, да, тоа е одлика на самата околина. Меѓутоа, тоа бегање од минатото, апсолутно анулирање е присутно кај овој лик, нели? Таа дискрепанца ја имаме. Потоа тој што е, тој Трелковски што гледаме е повлечен, кроток, people pleaser, ајде, послушене, а тоа Трелковски што ќе биде, е тоа Трелковски која што се претвора, односно неговата Симон, односно неговата проекција на Симон. Не успех да го анулира собственото јас. Така, и од друга страна прашањето е колку може воопшто да го анулира, колку е способен овој кроток лик, овој човек кој што подклекнува на сите да се поистовети со тоа што е или тоа што треба да биде. Така што допирам филмот и до едно многу круцијално прашање за идентитетот, односно прашањето колку делови од себе можеш да изгубиш пред да се изгубиш себе си. Тоа е тоа сечење, тоа дисекција на себе си, како што се прави од субјектот кога се вадат делови и стануваат објекти, односно прашањето колку е твоја пресечената рака која што треба да се погребе. Односно, прашањето во кој момент индивидуата престанува да биде тоа што е. Што овој филм е една од тие круцијални сцени која што го разглобува со тоа што заботнели се двои од личноста и прашањето кое право има да се нарекува мојата пресечена глава, моје тело, а со друго да се нарекува мојата пресечена јас, рака, односно да не биде мојата пресечена рака, моето јас. Значи таа е една дистинкција која што е сршта на овој филм, која што говори за фрагментирањето на идентитетот, што ти ми посочи баш пред да почнеме за тој рускиот тест со обезглавеното куче. Така што побарајте го, нема да го образложуваме тука, меѓутоа по Првата светска војна, ако не се лажаме, правен овој експеримент каде што се вбризгани сите условно кажано функции кои што таа пресечена кучешка глава треба да ги има само за да се докаже дека една глава не може да се утврди дека е тело. Без разлика на тие човечки функции, мислам, на тие функции на живот кои што таа ги изразува. Така што ова е еден аналоген пример кој што Владимир ми го даде пред почетокот, кој што е на место и сметам дека говори за таа фрагментираност на еден идентитет пред се. Во идентитетот е сооднос на споменот и на иднината, односно на сеќавањата и тоа што сме, тоа Џон Лок добро го има дефинирано, за да не може индивидуата да бега од одговорноста. Односно тоа што си бил и тоа што ќе бидеш е една и единствена индивидуа која што нема да можеш да се вадиш на изговорот дека јас тоа го направив, не бев свесен за тоа и Локо посочува тоа во неговите тези, меѓутоа за формирањето на еден идентитет е важно од една страна индивидуалните карактеристики и од друга страна социокултурните конструкти. Така што спојот на овие две карактеристики го прави еден идентитет и не може да се исклучи едната од другата. Кога има дискомуникација помеѓу нив, тогаш настанува кршењето на идентитетот. Со тоа што во дадената ситуација на Трелковски, тој подклекнува, неговиот отпор е да ја купи периката и да ја игра играта, меѓутоа на крајот на денот Пати да одбие Симон исто време. да, во обид
да се избори за своето јас, меѓутоа тоа нема да може да го реализира со тоа што Трелковски, ако веќе ја земеме теоријата на Сартер за тоа како се подредуваат луѓето за тоа кој колку вреди во контекст на ставањето на позицијата на другиот, Трелковски е помалку вреден од другите, константно се извинува, се срами од себе си и како го доживуваат другите, односно срам кој што се раѓа кога прави нешто против нормите. Сартер го посочува дека срамот од таму е извориштето, меѓутоа Трелковски е во една спрега помеѓу тоа што сакаат неговите пријатели да биде и тоа што сакаат неговите соседи да биде. И ќе го консултираме тука и Кierkegaard за човекот кој што не може да избега од себе и мора да научи да се прифаќа себе си, со тоа што човекот верува дека тој се избира себе си, но тој само сваќа што било всушност во него. Така што кога доаѓаме до тоа дека Симон била составен дел на Трелковски, може да ја земеме црвената пилула и да влеземе внатре и да зборуваме за репресијата. Репресијата од една страна е сексуално изразена во овој филм, со тоа што е еден вид на бегство од телото, кое што го има Трелковски во контекст на телото на Симон Шул. Себе. Така што има еден вид на импотенција во овој филм, со оглед на тоа што не може да биде со Стела во дадената ситуација. Дури во книгата на Ролан Топор е поразлично образено со тоа, заради тоа што Топор е малку по авангарден во тој пристап и му дава повеќе сласт во начинот на кој што се изразува, сепак ова се 70-тите, така што таму Топор се има поголем замав, меѓутоа Трелковски, тоест во овој филм е ставен во позиција да биде пасивен во поглед на изразување на неговата сласт, што и тоа како го хендикепира во реализирањето на себе си. Уште од првиот кадар во тој Rear Window, ако повеќе сакате, Свен Никвист, односно снимателот на овој филм, ја прави таа порамнестост помеѓу ликот на Трелковски и ликот на Симон. Односно прави една двојна експозиција каде што и поставува едниот врз другиот, што е само едно првично напоменување за тоа поистоветување помеѓу едното јас и другото јас. Меѓутоа, тоа што во контекст на репресијата, тоа што е кришно од јавноста, тоа што ги крие забранетите нагони и импулси, е всушност во психоаналитички рамки закана за тоа суперего, односно за надменоста, која што може да води и кон казна и кастрација од страна на околината. Така што Полански, ова не е единствениот филм каде што имаме сексуална тензија која што е прикажана со процесот на репресија. Во Knife in the Water имаме едно сексуално ривалство, например, во Repulsion имаме едно сексуално гадење, на сексуална траума, во Cul-de-sac имаме сексуално омаловажување, додека во Rosemary's Baby имаме една сексуална хистерија која што е изразена на Розмари. Па дури оддалечување од човечноста воопшто. Да, една дехуманизација во поглед на протагонистката во тој филм визави околината во неа. Една истражувачка на проблематиката за и околу сексуалната репресија е Линда Уилијамс, односно професорка на Беркли, која што смета дека репресијата на Трелковски е потиснување на неговите нагони всушност да се реализира како жена. Со тоа што женственоста не може да ја погледнеме под завоите на Симон, значи имаме еден вид на кастрација, значи одземени се сите нејзини карактеристики, барем на физичка основа, за тоа што ја прават жена и фактички Трелковски ја реконструира со помош на нејзината облека, со помош на нејзината, односно со периката која што ја зема, така што ја посетува само за да дознае дали е мртва или не, како што тоа видовме, тоа има сопствени потреба за стан, нели, да си најде кров над својата глава, односно тоа е пред се срамот каде што се лаже дека е пријател на Симон, срамот кој што го доживува во самата црква, која што срамот од лагите кои што ги има таму, потоа срамот во киносалата, каде што е погледнат, додека е интимен со Изабела Џани,
со тоа што тој што го гледа во филмот е всушност братот на композиторот на филмот, кој е всушност и продуцент на филмот. Така што тие погледи кои што му ги дава продуцентот на самиот филм. Додека сме во процесот на објективизација, кулминира со гледањето на двојникот во тоалетот, каде што неприфатеноста од општеството да се биде жена е всушност неприфаќањето на тие нагони кои што ги поседува во себе и без разлика на тоа нели што сакаат соседите да се трансформира во неа за да биде составен дел од циклусот. Најпрвин Трелковски е заинтригиран од тоа што била Симон, заради тоа што тој ја допира нели незината облека, ги допира фотографиите, допира се што има во незиниот куфер. Да, кој што е едно пресликување на тоа што таа допрела, таа составен дел од незината психа, заради тоа што не може тој да ја погледне, не може тој да ја восприема, заради тоа што таа е мумифицирана, условно кажам. Така што на тој начин најпрви не заинтригиран со допирањето на облеката, и потоа воајерски гледајќи нели во другиот зграда, во тоалетот, што од една страна е и еден своевиден нарцисизам, заради тоа што сепак се храни неговото его за да се добие својата нова функција и вресокот може да го паралелизираме и со вресокот на Мунк, со таа култната слика која што е еден вид на кастрирање, односно една дистанца која што има самиот лик со неговиот двојник, кој што ги брише границите од измисленото, реалното јас и поредокот, односно таа дистинкција помеѓу трите сфери. И тоа е двојникот, да, двојникот подредениот, другиот секогаш е подредениот во оваа ситуација. Така што спојот на почетокот и крајот со филмот повеќе се врзува со враќањето на потиснувањето на познатото, односно тие неприфатливи пориви, ама врисокот е тој таа неможност да се артикулира еден лик со оглед на тоа што начинот на говор е одземен. Така што основните функции на човекот, како што е нели воспоставувањето на таа корелација не може да ги направи. Затоа останува само вресокот. Да, прималниот, да, тоа примално ја се понира од него. Така. Мора тука да се цитира и Кристева и за објектот како еден облик на двостранноста, односно привлечноста и одбивноста, како еден вид на тие сфери на несвесното каде што се кријат тие доживеани пространства кои што се објектни, кои што се одбивни, Блаже Коневски зазорни ги нарекува во неговиот контекст, или од друга страна, како што Фройд посочува за анкени, односно анхаймлихе, кое што е еден вид на познатото, односно непознатото во познатото. Најдобра илустрација за тоа е самиот плакат на фестивалот, така што Годар изгледа како Годар, ама не е Годар. Така што тоа е најдобар доказ за анкени вели, односно тоа што буди интелектуална несигурност, односно во дадената ситуација кај Трелковски е кастрирањето на неговите очи, односно тоа што не може да не верува на своите очи, односно неверојатен автор, тоест неверодостоен се извинуваме како автор. Така што овој филм допира до тие пространства на автоматски зачуваните мисли кои што не се во контекст на допир на самото его, кои што ги рестриктивни се, односно во несвесното, каде што виреат овие некогаш вистини кои што се потиснати, кои не се одлика на тоа што представува самиот лик. Филмот го проблематизира домувањето, односно домот кој што треба да е приватен, ама не е, кој што нуди клаустрофобија за самиот лик, односно затвор, зандана, менажерија, односно тоа е важноста на посочувањето дека домот треба да биде и материјален и треба да биде духовен и треба акцентот да се стави секогаш и на постоењето на духовниот, со тоа што Трелковски го ставува позиција дека е самиот туѓинец, странец во неговото тело, ако го земеме како дом, е човек кој што не се чувствува пријатно во неговата тесна кожа. Така што ја нема.
така ја нема таа безбедност, односно таа е една од тие функции кои што го има домот како протективна, експресивна и рестриктивна функција која што домот треба да го има. Секако да го посочиме и кавкијанството, тоа е неизбежен чин, каде што имаме еден чиновник, нели, еден безимена нота која што се обидува да се всели во овој свет, апологетски ги прифаќа, нели, казната на неговите невротични околности, ајде така да ги наречеме. Имаме една хистерична субјективност која што го соочува со нормалниот, односно еден чиновник кој што полудува во тој апсурден лабиринт, кој што е неизбежен да помине низ него. И карневалот, односно тој веќе архаичен пристап кој што Бахтин го дефинира како севкупност на разновидните свечености, обреди и форми, односно синкретична представувачка форма каја што е поврзано со тоа првобитно мислење на човекот, каде што има профанација на сите мисли, вредности, појави, односно лакрдија која што на крајот можевме да ја видиме, каде што дворскиот шут ја презема таа функција во која се изведува представата во дворот, каде што имаме тронизација и детронизација, односно подигнување на тронот и негово линчување на самиот лик кој што го глуми. Овој филм е работен во 76-та со тоа што Свен Никвист, односно снимателот на кој за прв пат го користи Полански надвор од тоа што Бергман и Тарковски ги користат неговите услуги, и буквално е снимено во синерама, односно во тие проекции од три страни каде што се искористени за да се направи тој двор. Значи во киносала е направен дворот од каде што се наоѓа првиот кадар, каде што кружи тој лима кран, и едноставно ова дело во интервју кое што го дава Полански го направил со цел да ја посочи претенциозноста на парижаните од тоа време кое што ги знаел, односно омразата која што имаат кон непариското, односно тоа што било надвор од нивната норма. А филмот со Брус Ли го забележавте како составен дел филмот заради тоа што неговата сопруга Шерон Тейт глумела во филм заедно со Брус Ли, така што тоа е како едно оддавање на почит кон самиот мајстор на боречките вештини. Ролан Топор, авторот на Химеричниот станар, така е буквалниот превод, ако можам да си дозволам, на ова дело, кое што не е преведено на македонски јазик, тоа го препишувам на непознавањето на жанровската литература од страна на нашите издавачи, со оглед на тоа што дури во Србија има превод на ова дело, и тоа прекрасно тврд повест на Орфелин. Македонско се уште немаме добиено, се надевам дека некојаш ќе го добиеме. Да го дочекаме. Ролан Топор е ренесансен автор, односно тој глуми во Sweet Movie, култниот филм. Макавеев е сценарист на српскиот филм Право место и е сценаристот на одличниот анимиран филм Forbidden Planet. Така што е еден сестран автор кој што го прави тој плакат Le Peinture Lure, кој што на крај го забележавте од филмот, тој намерно е најмен од страна на Полански за да го посочи ова анкени, односно да направи еден лик кој што се дуплира, односно три пати го погледнуваме во овој плакат, кој што е една реакција на самиот филм на Тарковски кој што е изгубен и не може да се најде. Книгата е многу верна, односно филмот е многу верен на книгата, дури и повеќе од колку што ја би сакал да биде верен еден филм на книга, заради тоа што многу сцени се пресликани, препишани се буквално, со тоа што јас сепак би сакал поголем дел да има адаптација и поголем удел да има самиот автор во дадената ситуација Полански. Меѓутоа пак има неколку клучни елементи кои што смеат од книгата да се напоменат за оглед, за да се допре до ова разглобување на филмот, односно монологот кој што, односно диалогот кој што го имаме за забот, односно диалогот кој што го имаме за пресечената рака, е всушност монолог во книгата кој што го кажува самиот Тарковски во мигот која ќе го открие забот. Така што тука има Полански правено една дистинкција и има една реакција од страна на Минатото, кој што мене многу ме интересираше за овој лик, дали е обработено во книгата. Има една флешбек сцена каде што се посочува самиот лик на Тарковски на своето детство, прави еден флешбек кај што во една ситуација бил застрамен од страна на неговите учители заради тоа што побарал да оди во ВЦ и го немало подолго време и пратил некоја соученичка
и почнале да се исмеваат на него кога се вратил, као да не пропадна каде беше, као во книгата тоа е единствениот флешбек кој што повторно во обидот на срам се посочува како еден белег на Трелковски. И тука го имаме една интригантна сцена како што секогаш со години ме пленела и никога не сум можел да ја разберам, шамарот на малото шлаканицата која што ја ловила малото дете. И од една страна книгата тука многу добро посочува дека срам е инволвиран за самото детство на самиот лик кој што го доживува, што го немаме тука во филмот, немаме допир до него. И од друга страна можеби незадоволството со тоа детство кое што тој можеби никогаш не го не имал. Односно потребата заради тоа што тоа дете е згрижено од страна и во книгата е посочено дека згодна девојка доаѓа да го згрижи и се револтира Трелковски поради тоа и сака да страда тоа дете и затоа доаѓа извориштето на тој шамар како јас сум имал лошо детство, сакам сите да страдаат. Така што тоа е еден начин на читање на таа сцена која што е прилично проблематична. И има доста погледи во огледало, како што и тоа го соочивме, како е на двојба, како обид на не воспоставување на корелација со самиот јас, како што веќе го посочивме, и една сцена во која што во книгата има кога боледува, односно кога е оставен сам на себе, кога се кае дека нема пријатели самиот Трелковски, никој нема да му помогне, има еден дел каде што посочува дека ќе ме најдат мртов тука кога ќе треба киријата да ја платам. Така што тоа се врзува на еден внатрешен монолог кој што не би можел нели со филмски јазик да го направи Полански. И во голема сцена самиот делириум кој што го има и тоа недоверба кон околината е една тропа која што многу хорор филмови денес нели ја употребуваат и злоупотребуваат на големо и на широко, меѓутоа во книгата има повеќе елементи кои што се блиски можеби до Парфем на Зицкин заради тоа што прикажува Париз како се распаѓа, односно ја прикажува бедата која што влијае на самите улици и тој разврат кој што владее во градот и самата шлаканица е одраз на тоа, како постоењето на злото на самите улици во кои што не се пронаоѓа очигледно и е под влијание самиот Трелковски. Во контекст на постмодернистички потфат може секако да се ќе посочам еден број на Дилан Дог, станарот од третиот спрат, еден deep cut 1994. Посочувам оваа епизода од проста причина што заради тоа што главниот лик е нацртан исто како Полански, во самата епизода именуван како Камински. Собственикот на станот е именуван како Золтан, господин Зиг го имаме во филмот. И Трелковски, односно Камински се извинувам во оваа епизода, е тој кој што ќе се самоубие и протагонистот во овој серијал, односно претпоставувам дека сте запознаени дека тој е истражувач на надприродното, односно детектив на паранормалното. Така, и тие што не го читале, тоа е се што треба да знаете за него и е голем женкар и во секоја епизода завршува некоја во неговиот кревет, како што е случајот и со оваа. Во дадената ситуација тоа е соседка од станот, си го наоѓа, формулата си го наоѓа своето место тука, со тоа што Дилан е двојникот на Камински. Тој е тој кој што доаѓа во самата зграда и ги добива тие халуцинаторни напади кои што ги има Камински. Камински е исчезнува, односно е самоубиен во таа ситуација. За во оваа епизода да се отворат портали надвор од самата зграда и да се направи зграда двојник, каде што со помош на надприродното ликот оди во други сфери, оди во соба која што е под вода, во соба над облаци, така што со надприродните, односно со самата символика која што си поигрува овој стрип, се создава тој дупликат, тој двојник на Дилан кој што се бори со самиот себе. И на крајот на самата епизода забележуваме двајца Дилани кои што се двојат на две различни страни и Камински, односно Трелковски, се враќа назад во просторијата на која што му соопштуваат твојот двојник беше тука, ама си замина. Така што има две куќи. Така што ова е една аналогија на самото дело. Океј. Само уште една фраза, уште една проблематика да начнам, која што е многу блиска и која што прилично сметам дека е свежа и евидентна во рамките на
сите заедници кои што се обидуваат да се оформати во нашата држава и во самиот свет, тие напомена, тоа е самиот gatekeeping, ја спомна од една страна и мислам дека е таа модерниот пандан на тоа што представуваат соседите и каква стигматизација му прават на самиот Трелковски. Односно, gatekeeping представува контрола над ресурсите со лимитиран пристап над општото добро, односно некој се само назначува да диктира кој и што ќе има пристап до заедницата и идентитетите, односно тие се елоквентни на луѓе кои што сте истретнале што ви се обраќаат како знаеш ти кој сум јас, во моје време беше подобро, го немаш ти гледано тој филм или немаш слушано тој албум, немаш право да зборуваш за тоа. Значи тоа е еден типичен gatekeeping кој што може денес да се забележи, односно тоа е според мене еден инцестуозен кружок се оформува на мал број на луѓе кои што не дозволуваат млади луѓе да со нивните желби, нови модерни идеи да влезат во нив, да понудат нешто ново кое што ќе внесе диверзитет, без разлика која уметничка гранка да станува збор. Дали е филм, дали е музика, дали е сликарство, едноставно има еден своевиден срам на неприфаќање на другиот, дали е гейминг заедница, дали е на партија шах или Magic the Gathering или D&D, едноставно во сите заедници се случува овој обид на забранување на доаѓање до изразување на своето јас, што сметам дека е исто така една модерна проблематика, зашто овој филм го прави да биде важен и сметам дека е една од тие модерни болести на 21. век, кој што против која што треба да се бориме. Барем јас така сметам, со оглед на тоа што ако Волтер посочи дека ова е најдобриот од сите можни светови кои што може да ги имаме, јас сметам дека треба да се трудиме, барем да така, тоа беше парафразата, во литературни рамки. Најдобро е да помогнеме да биде овој свет подобро место за живење и да дадеме секој да има можност да си ги каже своите потреби и желби и погледи, без да биде омаловажуван или навреден заради тоа што секој на различен начин го восприема светот. Благодарам многу Златко за ова извонредно изложување.